постои опасност, веќе укажуваат, да речеме, гувернерот на Централната банка на САД Пауел, укажа дека ова што Трамп го прави сигурно ќе доведе до намалување на стапките на економскиот раст, до зголемување на инфлацијата и до можна рецесија. Македонија има многу мала преговарачка моќ, таа е многу мала, а слободна трговија би значило увоз-извоз без царини, што е подобро да речеме од колку царини од 33%. Војната со царините може да биде шанса за Македонија за извоз, оцени деновиве министерката за финансии Кочовска. Што вие мислите? Не знам. Дали сме сведоци на селективна правда? Дека има селективност има, дека има неказнивост од страна на правниот систем, исто така има. Дека таа неказнивост лошо действува и понатаму ја засилува корупцијата, исто така е точно. Во какво општество живееме? Па живееме во општество во кое што имаме медиокритети, во кое што не секогаш се цени она што значи квалитет. Оние кои што се посовесни, кај кои што нивото на совесност е повисоко, имаат пониско задоволство од животот. Највисокиот степен на психолошка болка е загуба на сопственото дете. На Велики петок во очи Великден. Гледајте го новото празнично издание на ТВ магазинот Трилинг, во кое гостуваат тројца соговорници. Ескалира трговската војна меѓу двете светски економии. Белата куќа објави дека Кина ќе се соочи со царини од дури 245% за извоз во САД. Златото станува најпопуларна форма на штедење. Неговата цена може да достигне до $7,000. Во ово издание на Тренинг гостин ќе биде академик Таки Фити. Добре дојдовте во емисијата, академик Фити. Добар ден. Дали на сцена е ново преструктурирање на економијата и на финансиите на глобално ниво? Видите, точно е тоа дека на повидок е силна, скоро без преседан во досегашната економска историја трговска војна и не само на релација Соединетите Американски држави и Кина, ама и пошироко, бидејќи гледате односите се затегнати во однос на Европската унија и на многу други земји кои што инаку се традиционални пријатели на Соединетите Американски држави. Она што сакам во овој момент да го истакнам, можеби повеќе и заради нашите гледачи, тоа е фактот дека меѓународната трговија со добра, значи со стоки и услуги представува еден од најзначајните лостови, двигател на економскиот раст и развој на секоја национална економија и на светската економија во целина. Тоа е основен лост и на глобализацијата. Затоа кога гледате историјата на меѓународната трговија после Втората светска војна, после 1947, ќе видите дека постојат константни, перманентни напори за либерализација на дворешната трговија, која што во основа опфаќа намалување на царините за сите видови на производи, меѓутоа исто така и либерализација на меѓународните текови на капиталот, на движењето на капиталот во неговите двете основни форми: странски директни инвестиции и портфолио инвестиции. 1947 е формирана општата ГАТ, тоа е општа спогодба за трговија и тарифи, и таа организација се бореше за либерализација на дорешната трговија, а наследник нејзин е Светската трговска организација во 1995 година. Под чии закрила се организира и така наречените рунди за либерализација, односно намалување на царините и другите безцарински бариери во глобални рамки. Последниот пакет предвидува дека ако се реализираат неговите мерки за понатамошна либерализација, значи и на тековите на стоки и на тековите на услуги, тогаш надворешната трговија ќе се зголеми за $1,000 милиарди, а тоа ќе резултира со отварање на 18,000 нови работни места, особено во земјите во развој. Сето ова илустрира колку е многу значајна таа либерализација на меѓународните трговија и со стоки и со услуги. Сега што се случува? Обратни процеси. Ова е страшно што се случува и тоа може да предизвика и веќе предизвикува сериозни проблеми во глобални рамки. Постои ли реално опасност од рецесија светска
рецесија, како она во 2008 година? Добро, таа во 2007-2008 беше најсилната рецесија после големата депресија од 1930-тите години. Меѓутоа, опасност објективна постои. Затоа што, пазете, ако се заострат односите и ако намали трговијата меѓу Кина и САД, да не заборавиме дека се тоа двете водечки поголемини економии во светот. САД денес има бруто домашен производ од 29.000 милиарди долари. Тоа се трилиони, нели? Кина скоро 19.000. Двете земји заедно учесуваат со преку 20% во светскиот извоз и во светскиот увоз. Така што тоа би ги пореметило вкупните односи во светската економија и постои опасност, веќе укажуваат, да речеме, гувернерот на Централната банка на САД Пауел, укажа дека ова што Трамп го прави сигурно ќе доведе до намалување на стапките на економскиот раст, до зголемување на инфлацијата и до можна рецесија. Дали оваа трговска војна може да биде предвестник за нов светски конфликт, пред се, имајќи во предвид дека главната економска сила, двете најголеми економски сили, САД и Кина, се во своевидна не своевидна, туку веќе во голема трговска војна. Да, двете тие економии се во трговска војна, тоа е точно. Меѓутоа, она што овде посебно треба да се истакне дека непријателствата меѓу Кина и Америка има две основи. Првата е идеолошка основа. Кина ден денес се декларира како комунистичка земја, иако суштински гледано таа има капитализам, капиталистички систем кој што почна да го воспоставува многу одамна. Тоа е капитализам од кинески тип, но е во основа пазарна економија и капитализам. Така да, другата работа е економската основа на овие непријателства меѓу двете земји. Таа е многу позначајна, а економската основа се огледа во фактот што брзо расте економската моќ на Кина. САД ги губи позициите, релативната економска моќ на САД се намалува во однос на Кина и во однос, да речеме, и на други земји кои што во светот се јавува и кои што обично ги опфаќаме со терминот emergency, нели, земји во подем. Академик Фити, може ли Кина да има влијание на европскиот континент со своји производи, а со тоа да ги потисне останатите земји? Пред се Америка. Кина има многу агресивна извозна политика. И во поглед на извозот на добра и услуги, и во поглед на странските директни инвестиции. Вие знаете дека таа многу извезува во рамките на регионот, во рамките на членките на земјите на БРИКС, но исто така има многу извоз и странски директни инвестиции и во Африка, африканскиот континент. Влезе со своји инвестиции дури и во некои европски земји, во Грција, да речеме. Соседна Србија зеде големи кредити и така натаму, исто така за инфраструктурни објекти и слично. Она што е битно, мислам дека Европа ќе биде многу предпазлива во однос на таа агресивна политика со Кина, бидејќи и сега Европа ги предупредува земји како што се Македонија, Србија и други, дека треба да бидат многу, многу внимателни, затоа што, гледате, тука има еден друг проблем. Кога станува збор за извозот на стоки и услуги од Кина, Кина има голема државна помош, субвенции и така натаму, кои што иначе се во основа забранети. Светската трговска организација не ги толерира. Исто така има голема склоност кон корупција и слично, затоа Европската унија е многу, да речам, предпазлива. Деновиве излезе информација дека ќе дозволи Европската унија увоз на кинески автомобили, особено овие електричните, во земјите во Европската унија, но под еден услов. Ако се постави минимална цена на која што кинезите мора да се придржуваат. Како гледате на оваа топло-ладно политика на американскиот претседател, кој сега своевидно донесе своевидна одлука за одложено дејство во однос на царините? Дали тоа значи дека остава простор низ билатерални договори да се усогласат земјите? Да, тоа е многу интересно прашање.
Прво, лично мислам дека председателот Трамп не очекуваше ваква силна, енергична реакција од останатиот дел на светот. Европската Унија, која што не треба да се потцени, тоа е прво традиционален пријател на САД, традиционален трговски партнер на САД, пазар со 400 милиони луѓе, со огромна абсорбциона моќ, технолошки силни земји и така натаму. Видите, тој можеби не очекуваше таква реакција од Европската Унија. Тие веднаш рекоа дека ќе одат со контрамерки. Кинезите рекоа дека ќе одиме со контрамерки и многу други земји, Канада, Мексико, кои што се исто така нивни пријатели и се заедно во така наречената нафта, она северноамериканска спогодба за трговија и царини, сите изреагираа силно. Од друга страна, мислам дека настанаа турбуленции внатре во рамките на економскиот тим на председателот Трамп. Знаете дека Наваро, кој што е заговорник на протекционизам и кој што е фактички архитект на ова политика на зголемување на царините и другите нецарински пречки или лимити во меѓународната трговија, дојде во силен судар со Маск, кој што е пак задолжен за ефикасноста на владината администрација и така натаму, дури меѓу себе се изнавредија со многу лоши зборови. Академик Фити, дали како македонската влада може да преговара за намалување на царинските давачки со Соединетите Американски држави, откако претходно ни воведува 33% царини? Да, тоа беше изненадување, не очекуваа представниците на нашите власти. Меѓутоа, тој така постапи спрема сите земји, постапи неселективно, нема врска многу она формула што ја кажа и трговскиот дефицит, повеќе одлуките се, да речем, политички, дури има воведувано, се смеат во Америка царини во некои острови таму, не знам, на Пацификот, кај што не живеат луѓе, живеат само фоки. Значи, администрацијата, бирократијата си го направи својо, по некој автоматизам тргна тој бран. Видите, кај нас, вие знаете дека се јави некоја идеја за слободна трговија, дека ние ќе можеме да истесуваме третман на слободна трговија, значи трговија без царини со Соединетите Американски држави. Не знам колку е тоа реално, особено заради фактот што Македонија има многу мала преговарачка моќ, таа е многу мала, а слободна трговија би значило увоз и извоз без царини, што е подобро да речеме од колку царини од 33%. Војната со царините може да биде шанса за Македонија за извоз, оцени деновиве Министерката за финансии Кочовска. Што вие мислите? Не знам во која смисла и како, меѓутоа секоја војна што е поврзана со зголемување на царините и воведување на други пречки, во основа води до контракција на светската трговија. Особено ако се случи рецесија. Јас ќе ве посетам, рецесијата 2007-2008, што се случи со надворешната трговија на Македонија? Извозот само во однос на три земји, кон Грција, кон Германија и кон Италија, кои што тогаш беа нашите најголеми, значи 2008-2009 година трговски партнери, се намали за 1,2 милиарди долари. Вкупниот извоз тога беше 3,9 милиарди долари. Така да тоа може да биде шанса, ако се случи рецесија, нема шанса за никоја земја, бидејќи ќе дојде до контракција на извозот и така натаму. Академик Фити, јавниот долг изнесува 62,4%. Дали ова се должи на постојните фискални дефицити? Па не, јавниот долг и така се формира. Кога расте буџетскиот дефицит, доаѓа до кумулирање фактички на јавниот долг. Бидејќи буџетските дефицити настануваат со задолжување на земјата, надор, земање на кредити, заеми и така натаму. Но сега е на највисоко ниво сега јавниот долг. Најверојатно на највисоко ниво и тоа е еден сериозен проблем за Македонија. Фактички сега сме во ситуација кога фискалниот простор на земјата е исцрпен. Многу е опасно ако се случи некоја нова поголема криза или некој нов вирус како што беше со COVID-19 и така натаму, бидејќи во ваква ситуација со толку големи буџетски дефицити и толку висок кумулиран јавен долг, Македонија не ќе може да интервенира како што беше тоа случај за време на големата рецесија 2007-2008 година.
И тоа е сериозен проблем, и тоа покажува дека она што владата мора да го прави од денес натаму, тоа е да се премине конкретно на процес на фискална консолидација. А тоа значи сведување на буџетските дефицити во нормални рамки за Македонија. Нормална рамка за Македонија е да не биде поголем од 3%, дури за мене и под 2% треба да биде, за да не доаѓа до кумулирање на долгот. Тоа не е едноставно, не. Што прави Македонската академија на науки и уметности во време кога имаме постојани, перманентни светски движења? Академијата има направено серија на стратегии. Неодамно имаше средба вашиот председател, академик Попов, со председателот на владата Мицковски, со идеја за нова стратегија долгорочна. При тоа заборавајќи дека академијата има изработено изминативе години неколку стратегии. Да, меѓутоа нова стратегија е изработена сега. 2024 година се вика Национална развојна стратегија на Република Македонија за периодот 2024-2044. Таа стратегија е изработена во последниве 2-3 години, каде што Ману навистина не беше лидер, меѓутоа имаше активна партиципација и заврши најголем дел од таа стратегија. И после се направија некои конфузии и забуни, затоа што недоволно сме транспарентни и Ману, и сите други учесници во изработката на таа стратегија. После премиерот Мицковски рече дека треба да се направи стратегија до 50-та година. Фактички, ако имаме до 2044-та, ние можеме тие проекции многу лесно да ги екстраполираме до 2050 година. И тоа постои национална стратегија која што мисламе многу добар документ. И тука се офатени клучните прашања и проблеми, и тука има на еден и друг начин решенија, мерки, политики за ова за што вие ме прашува. Ние имаме неколку 6 области се истретирани тука. Првата област е одржлива, иновативна и конкурентна економија. Што да се направи да се постигне таа цел до 2044 година. Втората е одржлив регионален и локален економски развој. Третата е демографска ревитализација. Сериозен проблем е со демографијата во Република Македонија. Другата многу значајна е владење на правото, меѓутоа во контекстот на европските интеграции. Зелената транзиција е исто така посебна област, безбедноста и справување со ризици на општеството се посебни области. Тука беа вклучени огромен број на експерти. И што е најбитно, тој документ е усвоен од страна на владата на Република Македонија и усвоен од Собранието на Република Македонија, така што сега има сила на закон. Формиран е Национален совет за развој, кој што треба да ја следи имплементацијата на се она што е напишано во таму. А таму се дадени за секоја тематска област, што од овие што ги спомнав, дадена е мисијата, визијата, целите, приоритетите и институциите кои што се задолжени за нивна реализација. Ману во следниот период ќе има значајна улога во мониторинг на имплементацијата и ќе помага тука толку колку што може. Згора на тоа ние сега, бидејќи имаме значајна советодавна функција, има разговори меѓу нашиот председател и премиерот, Ману да излези со неколку многу значајни проекти и да направи стратегиски документи за некои значајни приоритетни прашања, малку пошироко да ги обработи. И стратегијата, знаете, таа е на 30-40 страни, тоа се глобални работи, иако постојат во текот на нејзината изработка 24 документи, каде што пошироко се третирани тие проблеми. Академик Фити, дали како држава водиме прозападна или анти-ЕУ политика и како да постои сега дилема кон кого да се приклониме, кон САД или кон Европската унија? Точно е таа ваша забелешка, постои некаква дилема и таа работа се подгрева од страна и на некои аналитичари, од страна на пишување на новинари и така натаму, особено заради тоа што нашиот пат кон Европската унија е во основа блокиран, меѓу другото заради и еден некоректен однос на Европската унија во смисла што дозволи билатерализација на проблемот и прашањето
со идентитетот и македонскиот јазик визави Бугарија, со оглед на тоа што бавно оди тој процес, со оглед на тоа што скапо тоа го плативме целата евроинтеграција, евроатлантска интеграција, промена на името и така натаму. Меѓутоа за мене, и мислам дека тоа е вистинскиот третман, оваа дилема е лажна дилема. Останува фактот дека ние сме стратегиски пријатели со Соединетите Американски држави. И тоа е потврдено, тие се наш голем пријател, тие секогаш не поддржуваат и не охрабруваат да ги засилиме реформите за приближување кон европската интеграција. Никој нема проблем во Америка или дилема дека местото на Македонија е во европската интеграција. А суштински гледано, нашето место е таму. Ние географски припаѓаме кон европската заедница. Ние економски имаме силни врски со Европската Унија. 80% од надворешно трговската размена е со Европската Унија. Нашите најголеми стратегиски партнери, вклучувајќи Германија, се во Европската Унија. Европската Унија, како што спомнав, има огромен пазар од 400 милиони луѓе со висок доход и висока апсорбциона моќ. Кај ќе одиме ние? Ќе одиме во Бриксел и ќе одиме во Америка? Гледате колкав е извозот во Америка со оглед на далечината, транспортните трошоци и така натаму. Значи, и јас мислам дека и од овие изјави што ги слушам, да речеме, и од представници на владата, барем според изјавите останува таа стратешка ориентација кон Европската Унија, но друго е прашање колку брзо ќе успееме да ги надминиме тие проблеми и да надминиме оваа блокада моментална што сега ја имаме и што ја испорачува Бугарија, и не само Бугарија, и некои други земји на Европската Унија стојат за тоа. По трагедијата во Кочани произлезе лидерската средба меѓу лидерите на двете најголеми партии СДСМ и ВМРО ДПМН со идеја за нов општествен договор. Колку во вакви околности на политичка поларизираност, на диаметрално спротивставени позиции може да се изгради широк консензус за и да се формира тој така наречен нов општествен договор кој би придонел во зацртување на јасните стратегиски цели на државата? Мислам тоа е многу значајно прашање, но за жал и болна точка на Република Македонија, бидејќи со текот на времето, де факто од осамостојувањето до денес е направена голема поларизација меѓу политичките партии. И во македонскиот блок, а во поново време и во албанскиот блок на политички партии. Видите, расте амонизитетот, непријателството. Често пати тие се третираат како вистински непријатели, а се фактички само политички противници. Мислам дека тука треба да се најде некаков компромис. Основно е со тек на време да се демократизираат односите внатре во самите политички партии. Тоа е првата работа. Да расте комуникацијата, но и начинот на комуникација меѓу представниците на партиите. Гледате, таа комуникација често пати паѓа на недозволено ниско рамниште, често пати оди со перманентно навредување на личноста на политичари, вклучувајќи честни, поштени политичари кои што сакат навистина да помогнат на земјата, па тоа ги обесхрабрува паметни луѓе и поштени луѓе да влегуваат во политика и така натаму. Треба да расте политичката култура кај широкото членство на сите партии и култура на комуникација, на градење на доверба, на градење на консенсус. Овој чекор што сега е направен, јас го оценувам како добар, меѓутоа далеко сме од тоа дека брзо ќе го постигнеме тоа. А гледате, сите земји постигнуваат таков консенсус за стратегиски прашања, без оглед дали се тие прашања од областа на економијата или во нашиот случај дали се прашања од идентитетски карактер и така натаму. Треба да се продолжи на тоа. Партиите нека си се конкурираат, ама нека се конкурираат и нека се критикуваат меѓу себе врз база на проекти, а не врз база на 300 други работи, и се разбира дека еден услов и за економскиот раст и развој, и за тој консенсус и така натаму е силна борба спрема корупцијата. Не на хартија, не со флоскули, нулта корупција и така натаму.
фактички, бидејќи тоа е многу сериозен проблем и тоа, како што гледате, секогаш дополнително ги распламтува односите меѓу партиите. Значи, треба тука да се направи силен чекор, бидејќи корупцијата ќе ја уништи оваа земја. Дали сме сведоци на селективна правда? А не знам, тоа повеќе треба да му го поставите на правници, така? Се колку е тоа селективна правда, има такви оптужувања и од едните и од другите, зависи кој во која позиција е. Меѓутоа ние имаме селективност. Имаме селективност сигурно, не само во овој момент, малку пошироко, вие впрочем гледате дека довербата на судството е 2-3% од страна на граѓаните. Судството е крајно неефикасно. Најголемите, најтешките проблеми се во доменот на судството. А судскиот систем легуваат во тие регулаторни институции кои што ги создаваат неопходните услови за креирање на функционална пазарна економија. Луѓето не се свесни колку е судскиот систем, владењето на правото, колку се поврзани фактички со економијата, со институциите, нивниот квалитет, нивниот капацитет на дејствување и така натаму. И затоа тоа е една од најбитните реформи. И ние во нашата стратегија има заклучок, врз база на факти и на математски модели, дека најсилно влијание на идниот развој во Македонија во почетокот ќе има делот од економијата, одржлива, конкурентна, продуктивна, иновативна економија, но дека на долг рок се повеќе ќе расте значењето на владењето на правото и борбата против корупцијата и доброто владење воопшто во земјата. Така да дека има селективност има, дека има неказнивост од страна на правниот систем, исто така има. Дека таа неказнивост лошо действува и понатаму ја засилува корупцијата, исто така е точно. И лично мислам дека најголемата, најзначајната реформа треба да биде таму, а таа е поврзана со сите други области на општественото живење. Благодарам за интервјуто и гостувањето во Трилинг. Благодарам и вас. Ученици кои што се трудат, ученици кои што учат и ученици кои што заслужено добиваат високи оценки, на крајот од учебната година се изедначени со оние кои што ги добиваат високите оценки не заради својот труд или заради својата заслуга, туку просто заради тоа што ги добиле на поклон. Тогаш е тоа демотивирачки за оние кои што навистина учат. Велики петок, предвечерие на Великден и Христовото раѓање. Вообичаено ова се денови на отворени храмови, масовни молитви, нагласено медиумско присуство во јавноста на нашите свештеници. Во Трилинг гостинка ќе биде професор Ана Ѓорѓевиќ, психолог, лиценциран психолог, поточно психотерапевт. Добре дојдовте во емисијата. Благодарам за поканата. Животните премиришта често ни се движат во круг на верувања, ветувања, очекувања, но и разапнати помеѓу помирувањата и социјалните конфликтности во општество во кое постојано сме веројатно соочени со премногу премириша. Како вие би исцртале оваа животна патека низ која се движиме? Интересно прашање. Убаво што го напоминавте на почеток празникот. Овие празници особено се можност, одлична можност да ние се свртиме кон себе си, кон она што значат наши вредности, наш вредносен систем и да видиме што е она што е сршта на нашето постоење, што е она сршта која што го осмислува нашето живење. Токму на Велики петок е денот кога човекот се покажал во своето најмрачно или во најтемно издание, бидејќи тоа е денот кога Христос е распнат. И тоа не е само еден ден кој што постоел некогаш во историјата, тоа се случувања кои што ни се провлекуваат низ животот постојано, односно ние постојано можеме да правиме грешки, големи или помали. Живееме во општество во кое што сме премногу ориентирани кон себе си, но на еден егоистичен начин, и конфликтите кои што произлегуваат многу често доаѓаат токму од таму дека сме свртени само кон задоволување на сопствените потреби, а она што меѓу другото во овој период
нас не подсетуваат овие празници е тоа дека треба да се свртиме и кон другиот. Да го видиме другиот дека е исто така од Бога создаден човек и да го видиме другиот како некој со кој што ние можеме да живееме, со кој што ние можеме да соработуваме. Колку денеска е тешко да се биде човек? Дали се изгуби човечноста во нас? Па не би рекла дека денеска е потешко да се биде човек отколку во некои минати времиња. Знаете, можеме да појдеме само во средина на минатиот век и да видиме дека за време на Втората светска војна луѓе останувале луѓе и биле човек и тогаш кога се наоѓале на пример во логорите за време на Втората светска војна. Го имаме еден Виктор Франкл кој што токму тоа ни го сведочи. Дека луѓето кои што биле во логорите, вели после неговото долготрено присуство таму, повеќе не може да ги дели луѓето на евреи и германци и туку само на луѓе и не луѓе. Така што не мислам дека и денеска посебно тешко да се биде. Секој период има свои искушенија. Во вашата докторска дисертација ги барате поврзаноста помеѓу вредностите, цртите на личноста, тивкото, его, но и смислата на животот. И што заклучувате? Како се забележува колку еден човек е добар, кои се тие црти на ликот кај него? Морам прво да напоменам дека ова е истражување спроведено на студентска популација и оние резултати кои што јас ги добив укажуваат на тоа дека во однос на цртите дека оние кои што се посовесни, кај кои што нивото на совесност е повисоко, имаат пониско задоволство од животот. И тоа е нешто што беше многу интригантно како податок и за кое што има објаснување, за кое што има одговор. И тоа навистина нас не свртува да се запрашаме во какво општество живееме. Тоа значи дека оние кои што навистина се честни, кои што се трудат, кои што сакаат да работат доблесно, не секогаш имаат можноста да тоа биде препознаено, да тоа биде ценето и да тоа навистина им ги отвори патиштата да бидат достигнат онаму каде што тие заслужуваат. Професор Ѓорѓевиќ, во какво општество живееме? Па живееме во општество во кое што имаме медиокритети, во кое што не секогаш се цени она што значи квалитет. Некои други споредни нешта стануваат приоритет и понекогаш поважни критериуми за пример избор кој каде ќе се најде на кое работно место. Дали се работи за изместени вредности? Се работи за изместени вредности, да. Би можела да се согласам во тој поглед. Не имаме ситуација со, да речеме, ќе се вратам назад во основното училиште. Ученици кои што се трудат, ученици кои што учат и ученици кои што заслужено добиваат високи оценки, на крајот од учебната година се изедначени со оние кои што ги добиваат високите оценки не заради својот труд или заради својата заслуга, туку просто заради тоа што ги добиле на поклон. Тогаш е тоа демотивирачки за оние кои што навистина учат. Кои се најчестите диагнози на актуелната психологија на духот? Дали сме отугени? Дали сме премногу егоисти? Па би можела се согласам и со едното и со другото, затоа што едното и другото не се неповрзани, напротив, тие се поврзани. Оттуѓеноста произлегува од нашиот егоизам. Ние не би биле оттуѓени кога би го гледале другиот човек и неговите потреби како подеднакви важни како што сме важни ние и нашите потреби. И оттаму таа наша егоистичност не оттуѓува од другиот. Дали животот постојано не води пред се во насока на профит, парите пред се, а потоа со животот, пријателот? Знаете како, тоа не е нешто што е присутно само сега. Ако се навратиме, да се подсетиме дека е Велики петок и дека се ова предвеликденските денови, предавството на Христос се случува за 30 сребреника. Така што ние во нашата потрага по профит мораме да бидеме свесни дека тој профит не сме никогаш да биде налик на оние сребреници кои Јуда ги добил. Дали сме алчни? Да, за жал. На што се должи тоа? На оттуѓеноста и на нашата егоистичност и себичност. Кои вредности ги потиснавме во изминатиот период? Знаете како ние го потиснавме квалитетот преку потиснување на честноста, на доблесноста, на
на тоа да се цени она што значи на вистина квалитет, запазување на одреден стандард и слично, кога веќе некои други критериуми влегуваат во игра и носат пресудна улога, тогаш можам да се согласам со констатацијата, да. Професор Рана Ѓорѓевиќ, гостинка во празничното издание на ТВ магазинот Тренинг. На научен собир во Босна со вашиот сопруг пишувате за постхристијанството и постсекуларизмот, кој вели дека сите сме Христови деца, дали тоа мора да се подразбере и религиозна припадност, дали се загрозени атеистите од овој аспект? Не би рекла дека се атеистите на било каков начин загрозени. Знаете како? Прво, како христијани, нашата првична слика и однос кон другиот е дека секој е создаден од Бога. И во таа смисла секој човек ми е еднаков на мене, без разлика дали е христијанин, атеист, антитеист, агностик, муслиман или така натаму. Не мислам дека на било каков начин моето вероисповедание го загрозува правото на некој друг. Апсолутно не би можела да се согласам со тоа. Што значи да сте презвитера на отец Милан? Интересно прашање. Ние сме една комбинација каде што е сопругот теолог и свештеник, а јас сум психолог, и тоа се две професии кои што една со друга одлично се надополнуваат. Ние сме одамна заедно и заедно сме растели и заедно сме се обликувале низ тие професии, така што тоа значи само меѓусебна безрезервна поддршка. Сопруга, мајка, родители на 4 деца, колку што можев да пронајдам информација, одгледувате кучиња. Како сето тоа го менаџирате на домашен план? Ви благодарам на прашањето. Знаете како, преку поставување на приоритети. За нас е тоа, она што е најважно, поставување на тоа што во одреден животен циклус за нас е приоритет и за нас е најважно. Во одреден период, јас бев онаа која што седев и останав дома додека децата беа сосема мали, додека беа бебиња, додека имаа потреба од една физичка наша грижа и присутна со нив. Во овој период веќе се децата подпораснати доволно да можеме двајцата да бидеме вклучени во нивното растење, вклучени во нивното образование и да дадеме од она што е наше знаење, наша професија, како придонес во нивниот развој, во надеж дека навистина ќе пораснат во луѓе, пред се да бидат луѓе. И не е толку едноставно, но не е ни толку тешко тоа да се менаџира. Знаете, кога имате поддршка со партнерот или со сопругот, нештата се одвиваат многу поедноставно. Кој фарбаше јајца или кој ќе фарба јајца во семејството? Заедно работите? Отец Милан, вие? Колку вашите деца се вклучени во овие великденски празнувања? Па тие се активно вклучени. Значи, во моментов тоа го правиме женскиот дел од семејството, со оглед на тоа дека синот е поголем, па веќе тоа нема е толку предизвик. Но сите сме вклучени во однос на тоа дека ние секој пат одиме на литургија заедно. И дека сме таму присутни, празниците ги поминуваме секој пат заедно, и во тој поглед нас верата меѓу другото и не држи да бидеме заедно. Што е символиката на во црвеното јајце и вапсањето на 33 јајца? Па ова 33 јајца, јас сега го слушнав исто така од вас, јасно е дека се алудира на 33 години Христови. Меѓутоа, јајцето како символ на воскресението и почетокот на новиот живот. Меѓутоа, не би го ставила јас акцентот тука во однос на тие дали ќе се офарбаат јајцата, дали нема да се офарбаат, па дали ќе бидат 33, па дали точно на одреден ден тие ќе се фарбаат или нема да се фарбаат. Знаете, во Новиот Завет има приказ на две девојки, две сестри, Марта и Марија, и е опишана една случка која што мислам дека одлично ќе може да послужи како порака за она што сакам да го кажам тука. Христос е пријател со нив и со нивниот брат Лазар, доаѓа во нивниот дом како нивен гостин и едната седи и слуша што Христос зборува, а другата постојано подготвува јадење, принесува, помага и така натаму. И на крајот она која што помага Марта му се обраќа на Христос, вели: мојата сестра само седи и не ми помага, јас сум таа што цело време работи. А тој вели: Марто, ти за многу работи се грижиш, а само едно е потребно, Марија го избра по добриот дел.
Така што јас би упатила една порака дека ние сите имаме можност да одбереме како кој сакаме повеќе да наликуваме и што ќе ни биде доминантен фокус во она што значи поминување на овие празници. Дали ќе се фокусираме врз фарбањето на јајцата или пак врз присуството на богослужбите. Професор Ѓорѓевиќ, филозофот Томас Хобс ќе констатира човек на човек волк си е. Може да биде волк, а може и да не биде. Зависи од тоа кого храниме во нас. Ако ние го храниме доброто, ако ние го храниме убавото, ако ние го храниме алтруизмот и емпатијата, нема да бидеме волк еден на друг. Но ако си го храниме егоизмот, ако ја храниме омразата, тогаш да, тоа ќе си бидеме еден на друг волк. Ви благодарам за гостувањето и ви посакувам среќни великденски празници, да ги поминете во мир и многу среќа и успех. Ви благодарам многу, ви посакувам и на вас истото. Благодарам уште еднашка. Ова е повеќе долготраен процес, значи долгорочен процес во кој што секоја индивидуа ќе тагува и ќе се лекува на свој начин, во зависност од инволвираноста во сето тоа и колку била погодена од самиот настан. Нормално дека луѓето кои што биле директно инволвирани ќе имаат поголема потреба за поддршка. По колективната траума која остави трагедијата во Кочани над сите нас. Во Трилинг со психолог магистар Тијана Ивановска, која беше меѓу првите на терен по несреќата во Кочани, а потоа и во Скопје во болниците каде семејствата на повредените чекаа да слушнат нешто повеќе за состојбата на своите најмили. Добре дојдете во емисијата. Добро ве најдов. Госпоѓа Ивановска, како во овој момент би ја окарактеризирале состојбата во Кочани? Сметам дека состојбата во Кочани во моментов е навистина комплексна, затоа што тоа е сепак мал град, град кој што, да кажам, него има секојаш капацитетот да се носи со волку голема траума, како и целата држава наша во моментов. Иако често пати слушам дека моментално на Кочани му се даваат доста негативни епитети, дека е најтажниот град во Македонија или дека е градот на очајот и така натака. Јас напротив сметам дека во моментов Кочани е градот на кој што му треба најмногу љубов и грижа. Како ќе се справат семејствата или веќе се справуваат откако ја пребродија првичната шок информација дека изгубиле своје дете или некој свој близок? Тоа е долгорочен процес. Тоа е процес кој што не може да се случува преку ноќ. Процес кој што се одвива во повеќе фази и за кој што дефинитивно ќе биде потребна и стручна помош, поддршка од пријатели, поддршка од работодавците и така натака, да имаат повеќе разбирање за овие семејства. Меѓутоа сметам дека доколку се даде таа поддршка и доколку државата уме да ја препознае нивната болка и им се овозможат сите можни механизми на поддршка, во голема мера би се олеснил тој процес кој што посекако е тежок, затоа што во психологијата највисокиот степен на психолошка болка е загуба на сопственото дете. Што е со душевната болка, со гневот, со во овој момент веројатно состојба во која нит си на небо, нит си на земја, не знаеш како да продолжиш понатаму и колку е реално да се очекува некаков понатамошен нормален живот во градот во кој во моментов според моите информации има околу 30-35.000 граѓани. Тоа многу ќе зависи од сите нас, затоа што некако сметам дека во моментов сите луѓе во Кочани зборуваат за трагедијата, тоа е наративот. И самата состојба го наметнува тој наратив и тоа ќе трае некое време. Меѓутоа наша одговорност е, затоа што сите ние што живееме во другите градови низ Македонија,
се очекува дека можеби малку полесно и побрзо ќе излеземе од сето тоа. И токму на нас останува таа одговорност да најмногу помогнеме на кочанчани да некако го задржат, да кажам, својот дух, ја задржат својата смисла за постоењето, за живењето и да некако помогнеме да самиот град и сите жители таму да застанат на нозе. Што е ваш таргет? Кој е ваш приоритет? Бидејќи често одите, сте на релација Скопје Кочани. Па јас не работам таму сама и токму и затоа често пати го споделувам тоа, пошто јас не сум единствена таму која што тоа го прави. Јас работам во склоп на систем, тој систем се вика Тело за интервенција во кризи, кој што е дел од Комората за психолози на Република Македонија. Ние сме многу психолози на терен, кои што често пати одиме таму по потреба, во зависност од тоа кој се јавува за психолошка поддршка. Моментално работиме во Центарот на Црвениот крст Кочани, каде што има слободни простори и каде што буквално секој што чувствува потреба може да дојде и да побара психолошка помош бесплатна. Така што отприлика моментално се на тој начин сетирани нештата, меѓутоа има и други активности од типот на работилници во училиштата, вклучени се и училишните психолози од Комората кои што исто така одат, работат на терен, работат и со наставниците и со стручните служби, отворени се и за работа со родителите на децата и така натака, со цел да се овозможи една, да кажам, мултифакторска поддршка на повеќе нивоа. Затоа што не е доволно да бидете само на едно место. Сметам дека во понатамошниот период целна група ќе бидат сите луѓе кои што биле на некој начин вклучени во сето тоа. И сега ќе се стави повеќе акцент на долгорочни проекти кои што ќе се прават во Кочани во насока на менталното здравје. Тагата нема календар, траумата нема часовник, но има ли лек за човечноста, има ли надеж? Најчесто велиме надежта последна умира, последна ваква трагедија, некој вели ова е национална трагедија со невидени размери. Па верувам дека нема нешто што се нарекува лек, пошто обично кога велиме лек, тоа звучи као нешто што може да дојде да не излекува веднаш. Ова е повеќе долготраен процес, значи долгорочен процес во кој што секоја индивидуа ќе тагува и ќе се лекува на свој начин, во зависност од инволвираноста во сето тоа и колку била погодена од самиот настан. Нормално дека луѓето кои што биле директно инволвирани ќе имаат поголема потреба за поддршка, меѓутоа и останатите граѓани секој ќе го изживува и процесира сето тоа што се случило на свој начин. Така што нема еднократен лек, нема еднократно решение кое што велиме дека ова е решението. Меѓутоа, по мене сметам дека надежта најмногу извира од нашата желба како луѓе да помогнеме и да бидеме таму присутни. Значи не само во првите денови после трагедијата, туку и особено во периодот што престои. Кои и какви би можеле да бидат последиците од овие сведоштва јавни на директните учесници кои успеа да се спасат од тој голем пожар, од таа голема трагедија? Колку тие сведоштва дополнително создаваат немир или можеби пак од друга страна само помагаат да се долови реалната слика што се случувало таа вечер во Кочани? Па видете, значи ние имаме нешто кое што се вика trauma informed practice, кој што е да кажем еден научен пристап во информирањето кое што доаѓа од лица кои што се жртви на некаква траума. Значи имате точно одреден сет на принципи и правила кои што треба да се практикуваат кога се земаат одредени изјави од природата на сведоштвата. Значи доколку ниту највисокиот степен на институции од типот на полициски службеници, инспектори, здравствени работници и така натака не ги поставуваат тие прашања, има зошто не ги поставуваат тие прашања. Она што во моментов се случува е нешто што во психологијата го нарекуваме идентификација со траума. Значи, сите тие луѓе кои што се преживеале
она што преживеале, на некој начин се идентификуваат со тие персони на преживеани. И од таму може би доаѓа и потребата да уште повеќе зборуваат за тоа што се случило, да уште повеќе бидат на терен, да може би волонтираат уште повеќе и така натака. Меѓутоа, тоа на долг рок може да остави одредени последици. Затоа што поентата не е да ние луѓе ги задржиме само во тоа, туку да им помогнеме да бидат и луѓето што биле и пред тој настан. Значи, да не се заборави сето она што тие луѓе биле предходно. Дали биле вработени, студенти, членови на семејство, имале своји желби, своји цели, своји хобиња и така натака. Често пати ваквите травматски искуства прават да тоа се отиде на страна и да остане само таа една персона низ која што они се пројавуваат како личности. И токму затоа јас си го упатив тој јавен апел, затоа што сметам дека за да може да се надмине ваков тип на траума, во даден момент е потребно и малку и самите луѓе да направат еден детачмент или едно одвојување од она што се случувало, за да можат да видат што се случува внатре во нив и да не гледаат во околината околу себе. Колку личностите кои се одважија да зборуваат што се случувало во дискотеката Пулс, всушност е контрапродуктивно на некој начин. Па видете, јас не можам да зборувам генерално затоа што И колку тие личности се свесни? Па тоа е дискутабилно прашање. Значи, сметам дека нашиот народ нема целосна едукација за тоа што значи траума и како да постапуваме ние во траума. Значи, често пати може да слушнете и, например, ако вие споделите на некому дека имате смртна загуба, да ве праша од што почина човекот, што е тотално ирелевантен детал за вашата тага. Ме разбирате? Нешто слично е и поврзано со овој тип на сведоштво. Значи, кога некој проаѓа низ голема траума, апсолутно ирелевантно е деталите. Како се случила таа траума. Важно е како се чувствува личноста. Ме разбирате? И онда многу е исто така нешто кое што е многу значено е типот и природата на наративот кој што го има во тие видеа. Значи, дали вие креирате видеа во кој што има позитивен наратив, охрабрувачки наратив, кој што го охрабрува народот да се бори, да се лекува, да се соединува, или имате сензационалистички негативен наратив во кој што се зборува за катастрофата, за деталите, предизвикува ужаснување кај публиката и така натака. Значи, во зависност од наративот, таков ќе биде и ефектот врз широките маси. Постои ли сега реално опасност да се создаде своевидна психоза меѓу граѓаните, да не сакаат или младите да додат во дискотека, на забава, да се создаде своевидна оттугеност, асоцијалност меѓу граѓаните? Не само говорам во Кочани, туку и генерално. Постои, да, заради тоа јас толку и многу апелирам во насока на тоа што се сервира како наратив помеѓу широките маси. Тоа не се вика психоза, јас повеќе го нарекувам креирање на секундарни стравови или некоја посттрауматика, да кажеме. Затоа што тие стравови од пожар, стравови од гужва, стравови од да кажеме дали местото има еден излез или два излеза и потреба да се бараат излезите, да сме блиску до нив, сите тие стравови влегуваат во таа посттрауматика. И сега наша најголема одговорност е како да ја намалиме таа посттрауматика, затоа што не е целта на колективната траума да го нарушиме квалитетот на живење на луѓето. Значи, не сакаме тоа да го постигнеме, затоа што нема да направиме ништо добро. Напротив, сметам дека треба повеќе да сме фокусирани на трансформација на колективот, правење на колективни промени, меѓутоа да го задржиме квалитетот на луѓето и да некако ги поддржиме да продолжат да живеат еден нормален тек, еден нормален животен тек, каде што социјализацијата и излегувањето во диско, особено за младите, е нешто кое што е многу природно, нешто кое што е многу здраво. Магистар Тијана Ивановска, на крај те разговорот ќе го завршам со едно ваше интервју поодамнешно, со една ваша констатација. Во денешно време најголем луксус е човек добро да се познава себе си,
Свесен човек придонесува за лични и општествени промени што ни се очајно потребни во нашата држава. Се согласувам потполно со она што сте го извадиле како сегмент. Толку сме очајни? Па јас не сметам дека сме Отуѓени очени. сме? Само сметам дека ни е потребна поддршка. Потребно е и ние како професионалци повеќе да се заземеме за народот и народните маси, да бидеме повеќе присутни помеѓу луѓето, повеќе да зборуваме и јавно, а и вака во секојдневие, а вклучително и државата повеќе да ги охрабрува едукативните вакви нешта, затоа што тоа е она кое што го учи народот како да се однесува. Ние не можеме да очекуваме од македонскиот народ така свесноста од небо да му падна. Благодарам за разговорот и гостувањето. Благодарам и на вас. Следевте празнично издание на ТВ магазинот Трилинг. Ви благодарам на вниманието. Честит Великден и довидување до идниот петок во исто време. 20 часот и 45 минути, а во меѓувреме читајте на trilling.mk.